Под падините на Кожув, Негорци. Големо село, убаво село. Цело поле е нивно, се до Мрзенци, автопатот и железницата, па до наспроти Прдеци. Таму е друга приказна. Прдеци во поранешна Југославија беше шампион во производството на домати, но ова е Негорци. Познато по празот, уште повеќе зелката и последниве години по јужното овошје. Смоквите, маслинките, мандарините. Да не се чудите. Зошто мандарини да имаат хрватите, турците, грците? Еве ги тука, убавиците од Негорци. Наши мандарини и друго овошје. И еве не во домакинска куќа. Мандарините се нивни. Си имаат и маслинки и нешто вараат. Што? Па со закъснување. Тој ги нема многу, а жешко не правиме, ги ставаме смоквите во фрижидер, во длабоко и сега ги извадиме, ги смелеме и го правиме мармелад. Домашен, еколошки, од смокве. Па ако има смокве, не знам, ние си правиме тука и цели и мармелад. И мешен мармелад од кајси, од црни сливи. Кој што има овошје? Во е наш производ, нашо домашно. Не ги купуваме, си ги сееме, си ги работиме. Сега ова се питоми смокви, а има и од див. Питоми, да. Па дивите смокви немат семки. Тие само за сладко. А вие и за мармелад. И за цели, и за мармелад. А пошто е познато Негорци уште? Па се знае, по бањите. Помагаат топлите води, лекуваат и даваат здравие. Колковите ми се, како се ика, изабени, тие треба се смена, така вештачки колкови да стаја, не сакам да идам на операција. А другата болест е тоа на старачка, што се нали бектрични, како е вика, така со тек на времето се појче и појче ќе се наведам. И сега тоа да се спречи или да идам по бањи, по физикални терапии да одржавам, да ја успорам болеста, не ме лечи, така, пошто тоа не се лечи. Тоа или ќе се оперираш или ќе си напредува, така. Јас одлучив колку што ќе можам да се движам, ќе доаѓам по бањи и по летно време по езера, мори, така. Ако ќе не можам, да, отам потом. Се враќаш за Скопје? Да, за Скопје. Кој ќе вози? Јас. Кој ќе вози? Јас. Јас возам, еве, колата. Климата, топлата вода си го прават своето. Негорци е прекрасно село, убаво, големо, спастрено. Се живее најмногу од земјоделие, рековме. Овој човек е голем производител и уште поголем домакин. Имаме засејано околу 5 хектари сега што го собираме лозија. Сега имаме уште 3 хектари нов насад, сега треба мислам да се подига, оно е втора година. Житарици, зелка имаме околу 3 хектари. Житарица ова година многу послабо, пошто не е исплатливо више житарица да се сади. Рано градинарство, бостан, садиме по околу хектар, хектар и пол. Скоро се. Само рани фолии немаме, тоа, например, со тоа не се занимаваме. И колку вкупно ќе дојде Васко? Па околу 20 хектари земја со синот обработуваме. Тоа е дел околу 3 хектари моја и околу 15 хектари имаме под концесија на 30 години. 8 имам јас и 7 има синот. Види, јас 150, лани имам само 170 тони кромит, а за зелка тие работи, значи немам правено колку тони се, многу се. Сега да ме праш за пари, тоа не знам да кажем право. Ти има и доста, видовте и сами колку прашкови има во ѓубре, мислам, тоа е многу скапо, а цената е многу варијабилна, не се знае ништо. Од земјоделие се живее. Што велите? Човекот произведува сам со семејството стотици тони храна. Браво! Па какво е Негорци денес, што било некогаш, од кога? Негорци е доста стара населба. Колку години
е пред доаѓањето на турците, нема пишани документи. Но за време на турското владење, Негорци бил 50% турци, 50% македонци. Негорци има скоро 2000 по последниот попис. Миграционите движења не се многу заселени, бидејќи Негорци е многу близу до градот, а тука е и минералната бања, тука е локацијата и на душевната болница, па беа и оранжериите и така натаму, така да условите во Негорци со тоа што има водовод, подобни се канализација, објекти на некој начин суштествуваат и затоа нема големи миграциони движења, бидејќи и да одат во Ѓевѓелија ќе бидат на периферните делови, а ова е уште подобро. Со селскиот поп не се најдовме, ама тука е Клисарот. Па нели народот вели? Во секое село главни се джандарот, учителот и попот. А Клисарот пак знае се за селото. Море уште повеќе во селото. Со народски дума ова е символ на гроб, кај што треба да има во сите православни цркви. Од тука почнува Великден, воскреснувањето, светење на вода и ред други работи. За крстов ден, за сите денови, значи треба од тука да почне тоа на светење на вода, Великден, воскреснувањето од овој што е символ на гроб тука. Ова е направено уште со постојањето на црквата, прво било на некој малечко каменче, потоа со текот на времето се обликувало и денес е ваков како што го гледаме. Под што е? Под круша, која датира изгледа од тоа време, значи од негде од 1830 кога е правена и црквата. Значи Црквата е градена 1830-та. Во тоа време црквата била света недела. Во 1860 година црквата турците делумно ја запалуваат и била света недела. После тоа во истиот ден го палат и манастирот на Светиот Атанасија во село Кованци, кој е оддалечено од Негорци 7 км, ридско-планинско селце, манастир женски кој се вика Свети Атанасија. Мештаните од село Кованци ја спасили иконата и е донесена во црквата денес што е тука на Светиот Атанасија. И за во чест на света недела од таа страна стои света недела, од оваа страна е иконата на Светиот Атанасија. Велики. Клисарот знае, ама овој картал, стар орел со 8 децении живот, памти многу. За името беше од каде Негорци? 88. Јас шом чујано. Тука за 2 километра понагоре има една лудница, нервна болница. Таму бил порано селото. А Рома неколку пати го запалјаат турците. Го изгорат и не гори и Негорци од тој пустанал имто да се вика во село. И оттам после се иселива тука во крај тука. Тоа порано што е привидено. Па не горе оти, оттам кај деле тука, и тука погушиле, па тука не успеале. И тука курале наши, турците го православни комите курале. И од тој тука се селат, и се појавил некои мравулници, не знам кој, значи не погодно за место. Ректа таму ворве, именно село горе, понагоре од Негорци 8 км Кованци, и ректа течи не биве, неа место село. Не гори, Негорци. Го напуштаме прекрасното Негорци, прозирното небо, чистиот воздух, Медитеранот и убавите луѓе по душа и добрина. Македонски човек. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.